Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Наш и ваш гостин денеска е Владо Чинговски од иницијативата Охрид пред се. Добар ден, Чинговски, добре ни дојдовте во Прашалник. Добар ден, ви благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Така, овде денес со нас требаше да биде и председателот на Општинската организација на СДСМ Охрид Лазар Таневски. Првично ја прифати нашата покана, но од непознати причини подоцна не потврди дека ќе присуствува и како што гледате денес не е овде со нас во студиото. Во секој случај, како и да е, ние ќе го направиме нашиот разговор. Кажете ни, Чинговски, првенствено, од каде идејата за Охрид пред се? Ова идеја не е сегашна. За една ваква иницијатива подолго време се разговараше во одредени кругови кои што не беа чисто партиски или онака како што е произлезено дека како фракција од СДС излегува и водачите се поранешни функционери на СДС, туку од потребата да се лоцираат проблемите во функционирањето на општината Охрид, а особено во Советот. Советот како најзначаен орган на општина Охрид, кој што произлегува од Закон за локална самоуправа, само да го отворите законот, ќе видите дека првин стои органи на општината, се Советот на општина, па градоначалник. Јас ќе бидам и малце и да се пофалам и самиот, меѓутоа од периодот од 2005-2009 година, кога Советот имаше клучната улога во процесот на децентрализација, односно спроведување на новиот закон за локална самоуправа, од 2009 па до ден денешен е само алатка во раците на градоначалникот. Го изгуби она значење кое што му е дадено со закон. Тука треба да се направи одредена промена. Советот да си го заземе своето место. Досега имало иницијативи како нашата, имало независни листи, така ги викат, инаку според изборниот законник тоа се листи од група на граѓани, и ние сме група на граѓани, не сме здружение, кој што направивме една анализа на работата на Советот и констатиравме дека мора да има промена. Која е таа промена? Ако одиме досега на тие независни листи, без да навредам никого, тоа беа листи кои што беа фамилиарни. Да бидеме искрени, кои што успеаваа да добијат само еден советник, тоа се некаде околу 2-3 листи, мислам, во периодот од 2005 до ден денешен, и нивното делување во Советот беше приклучување кон партијата која е на власт или кон мнозинството кое што го има во Советот. Нашата идеја е нешто сосем друго. Нашата идеја е Советот да го вратиме на она место, на она позиција која што е предвидена со закон. Значи, Советот како представнички орган на граѓаните, затоа што ако земиме во вид дека за Советот гласат сите оние гласачи кои што излегле да гласат, а за градоначалникот кој што е избран гласат дали 50%, 30%, а Советот се избира од 100% на гласачите. Значи, Советот е представнички орган на граѓаните и кој што ги носи најбитните одлуки за функционирање на градот, по предлог на градоначалникот. И важноста на тој Совет е огромна за функционирање на општината и затоа се концентрираме да направиме промена во функционирањето на Советот. А тоа можеме да го направиме само како независна, ќе ја нарекувам независна листа, која што нема да се приклони, сега зависи од успехот, каков успех ќе имаме на изборите. Меѓутоа, која нема да се приклони ни кон мнозинството, ни кон опозицијата, туку ќе гласа во однос на тоа кои решенија се најдобри. Така, но факт е дека во вашиот иницијативен одбор има голем број на истакнати членови на СДСМ. Велат дека се отцепувате, дури и се зборува дека сте имале несогласувања со локалното раководство на Општинската организација на СДСМ. Што е вистината малку околу ова? Па добро, дека има еден дел на членови во иницијативниот одбор кои што бевме
и функционери во Така. во Социјалдемократскиот сојуз е факт. Ние не бегаме, јас можам да потврдам дека и ден денеска јас сум член на СДСМ. Така. Меѓутоа, ние пред се сме граѓани. После сме членови на партија. Ние можеме да бидеме членови на партија или да не бидеме, меѓутоа ние сме граѓани. Не се работи за недоразбирање, затоа што ние сме тргнати од структурите на Социјалдемократскиот сојуз одамна. Ние ниту учествуваме во работата, ниту во донесување на одлуките, ниту некој пак не поканал таму за да ги кажеме нашите мислења. Така да ние го имаме само формалното членство таму. Ево јас на пример за изборот на председател на Социјалдемократскиот сојуз јас гласав, добив картичка и гласав. Меѓутоа мене никој не ме праша дали треба да се промени статутот, дали треба да се промени начинот на избор на органи и тела и така натака, дали имаше дебата, мене никој не ме праша, така да не се работи овде за фракционерство или за луѓе кои што бегаат од партијата. Се работи за една идеја која што партијата најверојатно заради своите теснопартиски интереси или заради рейтингот или заради положбата која што има, дали е на власт или опозиција, се зборувам за сите партии, не може да се артикулираат потребите и барањата на граѓаните. Ако е така или ако е посредно граѓаните преку партијата да бара да се остварат одредени права на локално ниво зборувам, тогаш зошто да не можат непосредно, значи директно да можат преку одредени своји представници да влијаат на одлуките или за остварување на своите права во Советот на општина Охрид или општо во општината и во администрацијата. Формирањето на посебни советнички листи е порака до партијата, рече премиерот Зоран Заев. Тој најави дека ќе има и средба со вас. Ве побараа ли, разговаравте ли околу ова? Порака не знам дали е. Не знам дали е порака, затоа што ние апсолутно немаме ништо против листите кои што ќе ги направи и Социјалдемократскиот сојуз и нивната понуда која што имаат пред граѓаните за локални избори. Да. Тие си имаат своји постапки, си имаат процедури, постапки како ги формираат тие листите, па и кандидат за градоначалник и така натака. Значи, ние не сметаме дека е некоја порака, ние праќаме порака до граѓаните. Дека не се само партиите кои што можат да партиципираат во Советот, туку можат и граѓаните непосредно преку нивни листи да партиципираат. И не би требало вакви граѓански иницијативи, веќе ако се прокламираме како граѓанско општество, не би требало ваквите иницијативи да значат дека ние сме против некоја партија или против некоја политика што ја водат. Меѓутоа дека си имаме наши цели, наши идеи кои што сакаме да ги оствариме непосредно, а не преку посредници од партија кои што треба да донесат одлуки, дали тоа е во корист на партијата или не е во корист на партијата, како ќе се одрази на рейтингот и така натака. Значи, можам да заклучам од ова дека не ве побара Заев. Не, досега немаме контакт. Меѓутоа, разговорот како би се водел, ние немаме сега можност да се вратиме назад. Не во партијата, затоа што ние и така не сме во структурата на партијата. Да сме член на извршен одбор или да сме делегати или било како, па ајде да ни кажете, вие сте делегати, не можете ова да го направите. Ние сме обични членови на партија. А членови на партија, зависно од кој е на власт, се менуваат кој сакат и како сакат. Јас ево 30 години, 31 година веќе како што сум член на Социјалдемократскиот сојуз, од СКМ ПДП преку Социјалдемократскиот сојуз 31 година. Јас бев во структурите. Јас искрено да ви кажам, имав и многу недоразбирање со највисоките органи во текот на моето активно членување до 2010-11 година. Сега, како член на партијата, учествував и во Шарена револуција, учествував и во сите пленуми, учествував и во кампањи и сите работи. Меѓутоа, дојде време, созреа времето да видиме нешто ново. Затоа што тој црно-бел свет мора да добие и некоја друга нијанса, некоја друга боја. Ако ние сме демократско општество, тоа не значи дека плурализмот е носи демократијата. Повеќе партискиот систем е само еден мал сегмент од демократија. Демократијата е човекови права, право на здрава животна средина, право на работа, значи сиот тој корпус на права е демократијата. Инаку плурализмот
Не, значи не можеме само преку политичките партии да го гледаме. Нека е повеќе партиски системи со некоја граѓанска листа, да речем. Макар што изборниот законник не ни дава некои големи можности или шанси да можеме да учествуваме, особено на државно ниво, меѓутоа тоа е. Така, од ден во ден станувате се посериозни, неодамна почнавте и со отварање на канцеларии. Кажете ми, каков е фидбекот од граѓаните? Како ве гледаат, како ве доживуваат, што ви велат? Да бидам искрен, не се надевав на ваков одзив. Искрено да ви кажам, затоа што политичките партии си имат длабоко вкоренат во наше општество. Дали е то преку вработувања, преку некои бенефиции кои што ги имат членовите на тие политички партии, со гласање или со учество во работа на политичките партии, така на така. Јас сум многу позитивно изненаден од одзивот кој што го имаме за овој месец. Ние точно пред еден месец званично настапивме како група на граѓани кои што ќе состават листа за локалните избори. На отворањето пред една недела, за чудо, беа присутни толку млади луѓе, зборуваме за млади луѓе кои што сакаат да направат нешто за општината. Во разговори со нив, во разговори толку искрено настапуваат. Дај да видиме што можеме да направиме. Не барат и на листа да бидат. Сакаат да помогнат. Дај да се мени нешто, значи бараат некои промени во општеството. И зачудувачки беше фактот од големата присутност на жени. Ние мислевме, ќе има, меѓутоа, огромен број на жени. Верувајте дека можете и политички партии кои што делуваат во општина Охрид, на една отворена една канцеларија која што ајде символично беше почетокот на нашата работа таму. Аз после ако има прашање и за програмата би сакал да кажам нешто. Символичен почеток на работата на ова група на граѓани или на овој иницијативен одбор, ние се почудивме од одзивот кој што беше. Така. Чинговски некои ве доживуваат како СДСМ. Ајде вака накусо, по што вие се разликувате и од СДСМ и од ВМРО? Пак, сега да зборуваме за идеологија. Ако зборуваме за идеологија, јас сум комунист. Јас сум лев. Не лево од центарот или десно од центарот, јас ги гледам десни, центристички и леви партии. Јас сум социјалдемократа, тоа е идејата. Меѓутоа, едно е идеологијата, каде што треба својата идеологија да се здружи со некои други и да има една идеолошка матрица, како што е во Социјалдемократскиот сојуз, и таму да делуваш и да ги оствариш своите идеологии. Друго е непосредното имплементирање на тие политики и функционирање на обичниот живот, нормалниот живот. Дека сум социјалдемократа, јас сум социјалдемократа. Јас не можам да бидам десничар или не знам, или ултралевичар. Така. Меѓутоа, граѓанската иницијатива е сосем нешто друго. Ние имаме проблеми кои што идеологијата не ги решава. Или може да ги реши, меѓутоа на многу подолг пат. Затоа што спроведување на некоја идеологија е тежок процес. Ево, гледаме ние и живеевме и во еден социјализам, па тешко можеше и социјализмот да обстои. Живееме во некој си вид на капитализам или неолиберализам или најразлични идеолошки. Значи, идеологијата е чувство на човекот. Меѓутоа, животните проблеми ние мораме да ги решаваме. Тоа е она што нас не побуди да започнеме да се занимаваме не со идеологија, туку со проблеми на граѓани. Така. Во Охрид има проблеми на граѓаните. Така. Факт е. Ние да се обидеме да ги решиме. Ги решаваат. Колку успешно, тоа е веќе друго прашање. И политичките партии, затоа што во Советот на општина Охрид, ако го изземе градоначалникот, кој што е од Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа во Советот на општина Охрид 7-8 партии се застапени. Да. Може би се обидуваат да ги решат проблемите. Меѓутоа, тоа не е од идеологија. Сосем нешто друго прашање. Дури и партиите сега не знаеш кои се леви или десни. Значи, идеологијата со живеењето, со обичното живеење е многу различно. Од идеологија не се живеет, можеш да застапуваш одредена идеологија, меѓутоа реалниот живот бара нешто сосем друго. Ние сакаме
реалниот живот да го подобруваме. Ако успееме. А мислам дека ќе успееме. Така, ајде сега накуса околу. Што е она што ќе им го понудите на граѓаните на Охрид во пресред на изборите? Што ќе им понудите? Верувајте, ние сериозно се зафативме со работата на ова граѓанска иницијатива или независна листа, како кој милува да ја нарекува. Избегнуваме да функционираме како некоја политичка партија со тие структури кои што ги има, па не знам, изборни штабови, па не знам, сектори и така натака. Ние пред се имаме непосредна комуникација со сите оние заинтересирани. Првата и најбитна работа е на началото на не учество во советничката листа, односно во персонализацијата на советничката листа од страна на иницијаториве. Тоа би значило дека вие нема да бидете на листата, значи. Ние нема да бидеме на листата. Добро. Меѓутоа, ево јас на пример немам никакви амбиции за на листата да бидам. Така. И сакаме да избереме луѓе кои што имаат кредибилитет и авторитет во градов, кои што можеби не учествувале воопшто во политика и не интересира тоа на идеологијата негова. Нас не интересира дали начелата кои што ги имаме како независна листа, во состава на кој што ќе работиме во Советот, дали ќе се придржува и ќе биде доследен на тие начела. А тоа е неутралност. Нас не интересира кој ќе биде на власт. Нас не интересира дали има добри или лоши одлуки. Добрите одлуки кои што ќе бидат предложени од било кој, дали од позиција или опозиција, ќе ги поддржуваме. Лошите, без оглед од кого, ќе ги, меѓутоа, за да донесеме таква одлука, повторно ќе дебатираме со граѓаните, не во политички партии, туку со граѓаните. Еден пример да ви дам. Ако се однесвит, кај нас е најинтересни се урбанистичките планови или донесување. Ево сега имаме и еден закон кој што се менува законот за градење, тој се менува не знам колку пати, несериозно веќе, меѓутоа тој се спушта од државно ниво, се спушта на локално ниво, каде што советите треба да донесат одредени одлуки. Дали тоа е локална планска урбанистичка документација или било што, ќе ми дозволите само за локалната планска урбанистичка документација да ви кажам, затоа што цел град се гради врз основа на сега не, меѓутоа имаше период од 2011-12 па тоа е укина, така? Сега да, е укина, меѓутоа од кога се направија многу штети и за градот. Локалната планска урбанистичка документација требаше да ја носи градоначалникот. Тоа е посебен акт. Тоа е решение кое што се однесува само на еден човек. А тоа решение го носеше како одлука, го носеше Советот. А Советот носи само општи акти. И тоа беше најголемиот проблем и незаконски и неуставно. Не може Советот да носи поединечни акции. А кај нас се носеше тоа за да се покријат одредени работи. Меѓутоа, тоа треба веднаш, ако Советот работеше врз основа на закон, можеше да ги одбие, да му кажете извинете, вие можете со некој циркуларно писмо ни ги донесовте ние да ги носиме тие одлуки, меѓутоа по закон ние носиме само општи акти. Извинете, комисијата и градоначалникот нека си носит локални плански урбанистички документации колку сакат. Ние носиме урбанистички планови и стоиме зад урбанистичките планови. Тоа е еден проблем од она што сакаме ние да го мениме во советите. Еден од бројните проблеми. Ние во иницијативниот одбор што сме, значи ќе работиме исклучиво непосредно со граѓаните. Нема одлуки, нема дали дозволува некој, нема. Се работи за таа урбана заедница, се работи за донесување на таков план, се враќам сега на оној пример. Ние директно контактираме со тие луѓе, со жителите таму каде што е засегнато. Да го видиме нивното мислење, нивниот став за одредена одлука. Затоа што кај нас непосредната демократија нема. Предвидено со закон дека
може референдум да има или собир на граѓани, меѓутоа кај нас тоа не се одржува. Ние имавме проблем со избор на раководство на урбаните заедници. Па се тепа која политичка партија да земе и така натака. Непосредно со граѓаните. Измешана политиката, да. И нивниот став да можеме да го пренесеме во Совет. Така. Нас ни треба советничката говорница. Нас не ни треба власт, ние не се бориме за власт, затоа што ако се боревме за власт, ќе кандидиравме и градоначалник. Така. Затоа што Имам и за тоа едно прашање, калута ме интересира. Меѓутоа ние не се бориме за власт, ние се бориме да имаме советничката говорница, каде што јавно ќе можеме транспарентно од многу кредибилно место да можеме да ги изнесуваме проблемите на граѓаните. Додека сме овде околу урбанизмот, сами го начинавте, ме интересира вашиот став за уривањето на објектите, на плажите. Вчера бевме баш Лагадин, сликата е рушевини. Кажете ни, што мислите? Кој е вашиот став? Ние и во програмата која што имаме, имаме програма, многу солидна програма имаме. Веќе изработена? Да, изработена програма имаме. Од некои други причини сега нема да ја објавиме, затоа што има некои работи кои што се наши, автентични и така натаму. Има време и затоа не сакам сега ќе има програмата ќе биде достапна до јавноста за брзо време. Има многу пункти и опфатено е не само уривањето на плажите, туку и програмата за управување со културното наследство, односно со УНЕСКО. Нашиот став е неподелен дека треба да има ред во урбанизмот. И то неспорно. Со плажите треба да има ред, плански да се отворат плажи, да се дозволи работа на објекти на плажите и така натака. Меѓутоа, не да има диви. И јас сум се што е она диво, јас сум и против легализацијата сега, меѓутоа веќе ако е изградено, а особено ако е од физички лица за некомерцијални дејности, да се направи напор сето тоа да се легализира, меѓутоа повторно во одредена површина, не да му легализираш куќа која што е од 500 квадрати, значи тој можел и да плати и комуналија. Меѓутоа од 100 квадрати куќа е 2 човек од социдел направил се. Запази тој социјален момент. Така. Плажите за во овој момент јас би ги оставил. Во овој момент. Нека го поминат. Сезона. Нека е поминат сезоната, меѓутоа со еден договор на 3 месеци или на 6 месеци, иако Република, односно Министерството за транспорт и врски има и ингеренции во тој дел, нема само општината, затоа што во 2009-10-11 се издаваја плажите, Министерството за транспорт и врски со општина Охрид заедно ги издаваја, правеа некои концесионерски договори. Концесионерски, па завршија концесионерските, не ги продолжија договорите и така натака. Проблемот не е сега и кај собствениците, зошто тие велат нас ни даваа да градиме по проекти. Ако ми дозволиле, јас ќе работам, зошто? Ако ми спречиле, јас ќе прекинам да работам. Така. Тие требаше тие 3 години или 5 години, мислам на 5 години беше, не држетам за збор, на 5 години беше, после 5 години требаше или да се продолжи договорот, или да се раскине договорот, со тоа што објектите кои што беа, тие требаше монтажни да бидат, тие требаше да се отстранат и да се вратат во првобитна положба, или пак и да се склучат нови договори. Нека имаше повторна лицитација, а имаше лицитации, имаше неуспешни, затоа што не беше идејата да се дат, идејата беше повторно некој да има влијание или да стави рака на атрактивните плажи. Наше мислење е дека во овој период, баш во летен период, не би требало сето тоа да се прави, а после завршувањето на туристичката сезона, сега да се формализира со некаков си договор, а има начин, не да нема начин, може да се направи тоа, после завршувањето на туристичката сезона да се реши тој проблем сериозно. Затоа што на крајот од краиштата, да бидеме искрени, како ако надиво работат тие, секој би сакал надиво да работат. Зошто тој некој да може, јас да не можам. Меѓутоа, сето тоа треба да се регулира. Градоначалникот Мерко вели им наплаќа. Нашол начин. Им наплатувам, вели. Јас тие си плаќаат, вика имаме договори и тоа сега тоа се импровизации. Вели имаме чисти договори. Баш се бориме против импровизациите. Јас кога би бил влијателен, кога би можел да решавам, јас во овој период би импровизирал исто како Мерко, да речеме, до 15 септември би ги остал тие објекти со некаков си договор,
некоја форма која би се изнашла, а може да се изнајде, за од 15 веќе да се решава статус. Да, туристичките работници Чинговски од друга страна велат на Охрид му требаат уредени плажи, не празен простор. Точно. Значи во име на туризмот треба да има некои угостителски објекти, сето тоа да биде во согласно со препораките на УНЕСКО. Јас тоа ќе го поврзам сега со планот за управување со културното наследство. УНЕСКО бара нека ние сме да бидеме во списокот на УНЕСКО заштитено природно и културно наследство. И никој против тоа не е против. Меѓутоа, за да бидеме заштитени по оние критериуми кои што ги бара УНЕСКО, ние не можеме да издржиме. Ние мораме да имаме одржлив развој. Ние да се развиваме, а истовремено и да го зачувуваме културното и природното наследство. Ние не можеме блатото да се врати. Ја сум, нека се врати блатото. Меѓутоа, треба пари за да се врати блатото. Да се архитектурата, охридската архитектура да не била загрозена. Да, меѓутоа, јас не можам керамиди од Турско некој да купувам или дограма да менувам и да не можам да се проширам или да не можам да направам никаква интервенција на мојата куќа затоа што е заштитена. Да, има многу стеки. Порете, јас не е проблем. Нека биде заштитена, меѓутоа некој тоа треба да го финансира. Да. Јас планот за управување јас го имам видено. Така. Ги елиминира сите детални урбанистички планови. Не може така. Или ги менуваш деталните урбанистички планови сега и ги усогласиш со планот за управување со културното и природното наследство, или не може планот. Планот не може да биде повисок од деталните урбанистички или генералниот урбанистички план. Нека го среда тоа, а тоа Совет. И општината има проблеми во смисла, не сме марина, катната гаража е на ревизија, кејот реконструкцијата е на ревизија во Париз. Значи тоа е кочење во развој. Тоа е многу сериозен проблем. Во светот има марини и во тие заштитени подрачја. Кога насмеа, добро, не е проблем, ќе го вратиме во Охрид на 50-тите години, сите што се доселени овде да се вратат назад, да ги рушиме зградите, да го направиме блатото и ето Охрид нека бидат 18-20 илјади жители како што бил некогаш. Меѓутоа, ако земеме ние дека Охрид канализација немаше до 80-85 година, кога отпадните води се слеваа во Охридско езеро, тогаш немаше проблем околу загадувањето на водите на Охридското езеро. Сега, колку толку има, не дека е квалитетен. Да, меѓутоа колекторски системи толку има. Значи, ние мораме да имаме одржлив развој. Ние мораме да го зачуваме и не заради УНЕСКО. Ние ради нас треба да го зачуваме. Меѓутоа, треба да се најде начин како то и граѓаните да можат и стопанството и граѓаните да се развива, а и да се зачува природата. Мора да се најде начин. Ние на крајно, јас многу бев револтиран од ставот на некои еколошки здруженија кои што беа против изградбата на експресниот пат Охрид Светинао. Да, и уште патуваме по онаков пат. Па, јас не знам што треба да се направи. Што треба да се направи? Како бил убав? Автобус не може да помине таму. Катастрофа. Он е ужас. Од година во година е се полош. Значи сега не можеш да возиш до Светинао. Тоа треба да биде приоритет и по образованието на Охрид со тој регионален, со меѓународен пат. Да, тој јас не можам да сватам. Јас сваќам дека Галичица треба како национален парк да се зачува, меѓутоа мора луѓето да живеат. Да, мора таму да се паркови има и патишта, има и назима ние не можеме да одиме до Трапеца, до Љубаништа, до Светинао, затоа што не е квалитетен пат. Катастрофа. А што да правиме сега? Да се вратиме уште чезите да ги заиме да патуваме. Значи има сериозни проблеми кои што се решливи се секако. Со директна комуникација и со УНЕСКО. Да. И со УНЕСКО, меѓутоа не можеме и граѓаните кои што живеат овдека да бидат робови на некои правила кои што тие треба да живеат. Така. Треба и да се грижат и за природното и културното наследство, што не се грижиме, точно е дека не се грижиме. Да, нема доволно. Треба култура и затоа, меѓутоа не можеме ние да ги ограничиме затоа што ние сме дел од УНЕСКО. Така. Чинговски, кажавте дека немате намера да предлагате свој градоначалник. Ме интересира каков е вашиот однос со моменталниот, со актуелниот градоначалник Ѓорѓиевски и дали ќе го поддржите? Доколку е кандидат? Првиот дел од прашањето за дали ќе предложиме кандидат за градоначалник или не, во овој момент ние немаме намера, не се бориме за власт. Значи, тоа ви го кажам. Ние не ветуваме, ние нудиме соработка. Како Охрид пред се, како група на граѓани.
И во овој момент немаме план да предложиме, затоа што не е проблем за тие 350 потписи кои што ќе ги собираме, истовремено и да потпишат и за кандидат за градоначалник. Меѓутоа, скроз не ја отпишуваме и таа опција. То ќе зависи од идниве месеци како ќе се одвијат работите. Значи, за сега апсолутно не планираме, меѓутоа не знаеме како ќе се одвијат работите. Так, добро ме интересира дали доколку на престојните избори доколку не предложите кандидат ќе го поддржите или кандидатот не се да сама? Вака сега ние или ќе го заобиколите прашањето. Едно е моето мислење, меѓутоа јас овдека сум и како представник на иницијативниот одбор на Охрид пред се. Во нашите разговори ние работиме само на листа, само на листата, а сите други, оние наши гласачи кои што ќе бидат идни гласачи, ќе бидат слободни во нивното одлучување дали ќе гласат за еден или за друг кандидат за градоначалник. Тука ние не сакаме да влијаеме воопшто. Ние работиме сега само за листата за советници. Доколку се промени нешто, меѓутоа тоа би се променело само, а не верувам дека ќе дојде до тоа, меѓутоа би се променело само ако и ние кандидираме кандидат за градоначалник. Така. Однос од вториот дел од прашањето. Каков е вашиот однос? Лично сега, ако зборувам како Владо Чинговски, јас имам коректен однос со градоначалникот, се познаваме добро, немаме за политика, не разговараме. Јас воопшто не одам исклучиво само за по потреби за мојот професионален ангажман кој што го имам, за друго не сум бил, така да имам коректен однос. Така. Привршуваме со нашиот разговор. Би сакала да ве прашам, веќе по 4 години СДСМ е на власт. Сепак вашата матична партија, вие велите, ден денес сте член. Кажете ни, што мислите? Направија ли доволно? Исполнија ли она што го ветува? Со оглед дека јас пред себе си дадов една обврска да не ја коментирам генералната политика ни на позицијата, ни на опозицијата, ќе кажам само то како ја водат политиката и дали е успешна или неуспешна, ќе се види на овие локални избори. Значи, граѓаните ќе проценат. Тие ќе го кажат. Тие ќе го кажат зборот. Си имам јас свој став, своје мислење, меѓутоа ќе го зачувам за мене, затоа што ние, односно не само јас, и ние од иницијативниот одбор се зафативме да направиме нешто повеќе надпартиско и не сакам воопшто да ги мешам политичките партии. Тие си имаат своја политика, си имаат своја програма, си имаат ќе мора да дадат отчет што направиле, зошто направиле, што не направиле, зошто не направиле и тоа ќе го ценат граѓаните. Јас не сум многу битен сега во овој момент да ценам дали се добри или лоши. Ние ќе имаме свој настап пред граѓаните, имаме многу солидна програма која што не ветува. Аз ви повторно го потенцирам, не ветува, меѓутоа му даваме можност на граѓаните да соработуваат со нас и преку нашите представници во Советот да ги реализираат своите барања, потреби и така. Кажавте дека вие нема да сте на листа. Може ли да откриеме каков е планот за советничката листа? Јас ви кажав на самиот почеток дека бараме, односно имаме веќе пикирано неколку луѓе или граѓани на Охрид кои што имаат многу голем кредибилитет, имаат авторитет во градот, кои што не верувам дека ќе можат да бидат кога ќе добијат зборувам за во блиска иднина, дека ќе се приклонат кон еден или кон друг. Принципот е да се подржи се што е добро, да се гласа против све што е лошо. И имаме неколку луѓе, меѓутоа имаме доста млади луѓе кои што затоа што и според изборниот законник ние мораме да имаме и доволен број на жени, доволен број на млади и така натака. До првите 5 места мислам дека ќе имаме многу квалитетни луѓе. Така, за крај, кои се очекувањата на локалните избори за Охрид пред се? Очекувате ли 1, 2, 3, колку очекувате? Вака чисто сега. Јас по природа не сум оптимиста,
Меѓутоа и моите песимистички гледајна на резултатите за некого се оптимистички. Значи, очекуваме солиден број на гласови, изненадување ќе бидат, затоа што некои си наши интерни анкети кои што ги работиме, сепак ние сме луѓе кои што имаме долго време работено на избори, јас сум бил и председател на изборни штаба и секретар на изборни штаба и така натака, имам некое искуство, можам некоја проценка да направам, мислам дека ќе биде изненадување. Ви благодарам, Чинговски, што бевте денес во студиото на ТВМ и гостим во Прашалник. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа емисија. Се гледаме повторно. Прашалник, бидејќи е време за прашање.